Светлопис раскази за деца. Чудото со коливо на Свети Теодор. Одамна во еден град живееле многу луѓе. Меѓу нив имало и христијани. Тие се молеле, постеле и верувале во Бога. Но тоа не му се допаѓало на царот на таа земја. Тој не ги сакал христијаните и сакал да им наштети. Не со меч, не со војска, туку на нечесен начин. Затоа наредил храната на пазарот тајно да биде осквернета, со нешто нечисто, со нешто што христијаните, особено во време на Великиот пост, не смееле да го јадат. Пазарот бил исполнет со пријатни мириси на леб, овошје и топли јадење. Но никој не знаел храната била подготвена со измама. Никој освен Бог. Зошто Божјото око гледа се. И токму тогаш Бог испратил помош од небото. Таа ноќ на градскиот архиереј му се јавил еден светол воин. Не во сон, туку како вистинско присуство, исполнето со мир и светлина. Тоа бил Свети Теодор. Со тивок, но сигурен глас тој рекол: собери ги христијаните, кажи им да не купуваат ништо од пазарот, храната е осквернета. Тогаш архиерејот зачудено прашал: што ќе јадат оние што немаат храна дома, ако не одат на пазар? Свети Теодор благо се насмевнал: нека сварат пченица. Пченица? Прашал архиерејот. Да, рекол Свети Теодор. Тоа се нарекува коливо. И исчезнал во светлината. Утрото архиерејот, уверен во зборовите на Свети Теодор, веднаш ги повикал луѓето. И глас се разнел низ градот: не купувајте од пазарот, храната е нечиста, сварете пченица и благодарете му на Бога. Луѓето послушале, ги запалиле своите домашни огништа. Во садовите тивко се варела пченица, а мирот малку по малку се враќал меѓу народот и никој не бил измамен. Кога царот видел дека неговата замисла пропаднала, се засрамил. Тогаш наредил на пазарот повторно да се продава обична, чиста храна. А христијаните, радосни и благодарни, ја прославиле Божјата грижа и помошта на Свети Теодор. Во негова чест подготвиле коливо. И така останало до денес. Секоја година, во првата сабота од Великиот пост, се сеќаваме на ова чудо. На верата, на Божјата заштита и на Свети Теодор, храбриот Христов воин. Бог секогаш се грижи за оние што веруваат во Него. Дури и кога никој друг не гледа, Бог гледа. Дури и кога опасноста е скриена, Бог испраќа помош. А по молитвите на Свети Теодор, нека Бог не чува сите. Амин. Светлопис за деца.